Драги гледачи, добро вечер. Вечерашнава емисија од областа на сообраќајот и на туризмот ја посветуваме на проблемите на туризмот, на тоа какви резултати се очекуваат од годинашнава туристичка сезона. Низ искажувањата на Никола Горичанин, председател на Комитетот за туризам при Извршниот совет на Македонија, ќе ве запознаеме со подготовките на нашите туристички региони и воопшто на нашата република за овогодишната туристичка сезона. Освен тоа, ги донесуваме и искажувањата на представниците на туристичките сојузи на Југославија во Лондон, Париз, Рим, Амстердам, Виена и Бон за тоа што може македонското туристичко стопанство да очекува од странските туристи, поточно од овие земји и кон што треба да се насочат нашите напори за привлекување на што поголем број гости од странство. Главната туристичка сезона е во полнек. Скоро сите туристички капацитети во Охрид и во другите туристички региони се распродадени. По нашите магистрални патишта крстосуваат стотици илјади туристи за да најдат пријатен и удобен одмор во нашите езерски и планински одморалишта. Каква ќе биде годинашната туристичка сезона? Според резолуцијата на Обштествено-економската политика за развој на нашата република, во оваа година се предвидува позасилен развој на угостителско-туристичкото стопанство. Се планира остварување на над 600 милиони динари угостителски промет или реален пораст од 9%. Тоа е реално зашто туристичкиот промет за првите 5 месеци од годинава покажува задоволителни резултати. Пресметките покажуваат дека во овој период се остварени над 343.000 ноќавања, што е за 30.000 повеќе во однос на истиот период од минатата година. Најголем пораст е остварен во езерските места, бањите и во нашиот главен град Скопје. Ваквиот почеток радува и охрабрува. Нашата република, нашите туристички места се повеќе стануваат привлечни за домашните и странските туристи. Ноќевањата на странските гости за 5 месеци веќе бележат пораст за околу 13%, а се очекува на крајот на годината да бидат и поголеми за 25% во споредба со минатата година. Охрид, Преспа, Дојран и другите наши езерски и планински летувалишта веќе се полни со посетители. Најголем број летувалци има на Охридско-Струшкото крајбрежје. Неколкуте илјади комерцијални легла, како и местата во работничките одморалишта или автокамповите се веќе полни, а новите угостителски објекти веќе се распродадени. Убавините на овие туристички места веќе го чинат своето за убаво летување и пријатна забава. За тоа, како сме подготвени за овогодишната туристичка сезона, говори Никола Горичанин, председател на Комитетот за туризам при Извршниот совет на Македонија. Нашата република располага со вкупна материјална база од над 32,5 илјади легла, од кои на комерцијалното угостителство отпаѓаат околу 7.500 легла. Во овогодишната туристичка сезона, туристичко стопанство на нашата република ќе се здобие со значителни сместувачки хотелски капацитети и тоа над 1100 легла, главно од повисоките категории. Давањето во употреба на овие капацитети е значајно и поради тоа што тие се регионално разместени низ целата република и тоа во Прилеп, во Битола, Калишта, Струга, Крушево, Негорска бања, Гевѓели, Тетово, Штип и други места. Покрај предните сместувачки капацитети, за овогодишната туристичка сезона дадени се во употреба и повеќе објекти за исхрана и разонода. И тоа во Тешево проширење на ресторантот Југославија и централниот ресторант, како и адаптирање на салата за приредби. Повеќе ресторани во Скопје, Победа, Трговскиот центар, Сулијан и друго, во Битоло, Тетово и други места во републиката. Каква е останата материјална база што придонесува за непречен развој на туризмот? Во туристичките и транзитно-туристичките места се изградени редица стокови куќи, самопослуги, специализирани, универзални и други видови продавници, како и радилници, бензински пумпи, сервис и сервисни работилници. Завршени се сите магистрални правци на автопатната мрежа со кои се поврзани сите поизразни туристички места во републиката. За овогодишната туристичка сезона, како значајно треба да се одбележи пуштењето на сообраќај на делницата Башино село Бабуна, со што е создадена можност за поефикасно движење на автопатот Скопје-Гевѓели, како и во правец на Прилеп Битола. Исто така, во значителна мера е обновен и проширен возниот парк за превоз на патници. Така, во оваа сезона нема да се јави проблем во поглед на превозот на туристите, бидејќи автобуските претпријатија исцело покриваат републиката
со доволен број на редовни и сезонски линии. Со изградба на аеродромот во Охрид и со проширувањето и модернизирањето на аеродромот во Скопје се создадени поволни можности за најбрз превоз на туристите. Ваквата материјална база е гаранција за остварувањето на планските задачи со резолуцијата за општествено-економската политика и за уште поголеми утврдски туристички ефекти. За успешно одбивање на туристичка сезона, можно важно прашањето е снабдувањето. Што во тој смисол е направено? За ова сезона снабдувањето ќе биде можне поефикасно во однос на изминатите години и се смета дека не ќе има проблеми. За овогодишната туристичка сезона од страна на заинтересираните органи и организации се благовремено извршени подготовки на сите пунктови, почнувајќи од услугите во устарството, снабдувањето, сообраќајот и врските, аеродромите, безбедноста на патиштата, санитарно-хигиенската и епидемиолошката заштита, инспекцијските работи, културо-забавниот живот и друго. При ова особено внимание е посветено на подигање на квалитетот на услугите на повисоко ниво. Сите овие мерки ветуваат дека очекувањата на ефекти од овогодишната туристичка сезона ќе бидат исполнети. Културо-забавниот и спортскиот живот во туристичките места е исполнен со низа различни манифестации, како што се Охридското лето, Балканскиот фолклорен фестивал, кој што ќе биде проширен и на други туристички места, струшките вечери на поезијата, средбата на солидарноста, Галичката свадба, Тиквешкиот гроздобер, Лациновите средби и редица други културни и спортски манифестации. Наведените превземања за поуспешно очекување на туристичката сезона ветуваат дека туристите ќе бидат задоволни, а туристичко стопанство ќе забележи уште една успешна сезона. Туризмот не знае за граници, затоа нашите прекрасни хотелски објекти на синиот Јадран и на прекрасните македонски езера им се отворени на сите луѓе од странство што сакаат подблизу да ја запознаат нашата земја и да поминат пријатни денови во неа. Што може да очекува Македонија од странските туристи, ќе ве запознаеме од искажувањата на представниците на Туристичкиот сојуз на Југославија во Амстердам, Лондон, Париз, Рим, Бон и Виена. Sa svojih 12 miliona stanovnika koliko ima Holandija, ona predstavlja relativno jedno snažno tržište u prometu sa turistima za Jugoslaviju. Samo ću spomenuti da je od 1970. na 1973. godinu nastao jedan porast od otprilike 70%, što znači da je od 70. godine kada je bilo 206.000 dosegnut broj od 315.000. Važna su također i noćenja koji se približavaju velikom iznosu od 2 miliona, ove godine ostvareno oko 1.800.000 noćenja. Postavlja se pitanje koliko, na koji način i čime Makedonija i pojedini njeni regioni učestvuju u tome jugoslovenskom prometu sa holandskog tržišta i mogu kazati, podsjećaju se da je promet iz Holandije započeo nekih 9 godina ranije sa nekoliko desetina Holanđana i mi danas računamo da će ova godina, bez obzira na sve poteškoće koje se rađaju u privredi Europe pa tako i Holandije, doseći zavidan broj od 4.000. Što mi očekujemo ove godine specijalno, mislim odnoseći se na promet Holanđana za Makedoniju, a posebno na regiju Ohrid koja je za Holanđane najinteresantnija. Naše očekivanje i posljednji podaci koje imamo s knjiženja u prvome redu Hotel Plana koji je glavni nosilac kapaciteta na Ohridu i okolici, mi očekujemo da će ova godina biti, ako ne bolja, ali baremo ista kao i prošle godine, samim tim što prema posljednjim podacima knjiženja teku jako dobro, a u zagradi bi se usudio reći prema njihovim izjavama da Ohrid ima prednost kod prodaje kapaciteta čak između razvikanih i čuvenih mjesta u Španiji i na Jadranu. Problemi koji su nastali u prometu turista u svim evropskim zemljama, pa tako i u Holandiji, neće se, po našem dubokom uvjerenju, odraziti na kretanja prema Makedoniji i jedini je problem koji nastaje u međusobnoj suradnji između svih činilaca, organizatora putovanja, vaših ugostiteljskih poduzeća, predstavništva, JAT-a, koji u tijesnoj suradnji Turističkog saveza Makedonije, koji u tijesnoj suradnji surađuju na unapređenju toga tržišta. Činjenica ostaje da mi ne sumnjamo da će takvi dobri rezultati biti postignuti. Vrlo važno je za nas, postavljene su i pitanja kako valorizirati i ostala područja, u prvom redu Strugu i Oteševo,
Mi ćemo pokušati u zajedničkoj suradnji da pronađemo neka rješenja. Sve to treba da prođe onim mukotrpnim putem koje je prošao i Ohrid da bi došao od nekoliko desetine do 4000 turista. Možda će zanimati i naše turističke radnike, mislim u prvom redu na Makedoniju, šta mi pripremamo zajedničkim snagama, zajedničkim organizacijom, koji nastup i kakav će nastup biti ove godine. Vjerovatno znate da je Orce Nikolov će biti gost holandskih organizacija za proslavu 10-godišnjice Udruženja Holandije i Jugoslavije Turističkog saveza IATA kao jedno, i to će u 16 gradova nastupiti 18 puta. I mislimo da sa filmovima, sa vrlo lijepim propagandnim materijalom da smo mi dosegli, ako ne jedan maksimum, ali svakako jednu solidnu bazu za propagiranje Makedonije i ovoga posebnog područja. Ja bi bio pri završetku toliko slobodan da budem taj možda koji će prvi put spomenuti i diližansu Lala koja bi trebala da se kreće iz Amsterdama preko Njemačke, Austrije i Jugoslavije i da dođe opet do Ohrida. Za nas, ono što sam ja rekao, ta će Lala vjerovatno pretvoriti se u bombu, jer postoje nevjerovatne mogućnosti. To bi zapravo po našoj zajedničkoj ocjeni Automoto saveza Jugoslavije, organizacije ANVB-a, najveće organizacije automobilske, ako ne u Europi, u Holandiji svakako, da bi to moglo da predstavlja najveću, najljepšu, ako mi dozvolite, Makedonija i po cvijeću poznata, najplemenitu manifestaciju suradnju između dva tržišta, izvlačeći iz toga sve one propagandne koristi koje može da donese na posjet od 300, 400, 500 gostiju koje bi se trebalo sleći ili ove jeseni ili idućega proleća, zasnivajući na dobrim željama učesnika u organizaciji putovanja za Makedoniju i Holandije i u samoj Jugoslaviji, odnosno Makedoniji. Mi ostajemo vječiti optimisti zajedno sa drugovima koji na tome rade i izražavamo i time na kraju uvjerenje da je sudbina turističkih kretanja pozitivna, da će ona biti i rastućim tempom, da će se ona nastaviti, a sve to opet zavisi od živih ljudi koji na izvršenju tih zadataka i tih programa i rade. U 1973. godini Jugoslaviju je posjetilo preko 600.000 austrijskih turista koji su ostvarili ukupno nešto preko 4 milijuna noćenja. Obzirom na krizu koja vlada na svim europskim tržištima, sa zadovoljstvom mogu konstatirati da ta kriza nije ostavila tako teške posljedice na austrijskom tržištu, tako da se i u 1974. godini možemo nadati otprilike istom broju turista i istom turističkom prometu iz Austrije prema Jugoslaviji. Žao mi je što moram konstatirati da austrijski turisti su u dosta malom broju dolazili do ovog najjužnijeg dijela naše domovine, do vaše Makedonije. Teško je pretpostaviti u ovim prilikama koje danas vladaju sa poskupljenjem goriva i pored toga što ste vi izgradili vrlo lijepe ceste i izgradili lijepe hotelske objekte, teško je vjerovati da će naročito da se poveća broj austrijskih turista u 1974. godini. Sa zadovoljstvom mogu konstatirati sa današnjeg savjetovanja da je ponuda Makedonije sada za sva turistička tržišta Europe bitno različita od one koja je bila do jučer i vjerujem, ako ne u ovoj godini, ali u narednim godinama da će se priliv turista iz Austrije također i za Makedoniju povećati. Italija kao nama susjedna zemlja i poznata receptivna turistička zemlja igra vrlo značajnu ulogu u našem turističkom prilivu i to što je naročito važno, bitni rezultati sa tog tržišta postižu se u periodima van sezone, odnosno pred i post sezone, zahvaljujući pretežno izletničkom turizmu. Rezultati postignuti u 1973. godini su više nego zadovoljavajući, posebno sa stanovišta deviznog priliva. Međutim, smatramo da
je naša ponuda u odnosu na tržište Italije djelomično ograničena obzirom na specifičnost talijanskih turista koji odmor provode isključivo u glavnoj sezoni, pa je zbog toga naglasak aktivnosti našeg predstavništva na italijanskom tržištu u 1974. godini bačen na propagiranje naših kontinentalnih dijelova zemlje u kojima mi imamo još mnogo rezervi, mnogo mogućnosti koje interesiraju italijanske turiste, koji iako imaju prekrasnih i velikih turističkih receptivnih centara u svojoj zemlji, preferiraju našu zemlju zbog prirodnih ljepota, zbog nenapučenosti turističkih centara, zbog nenapučenosti saobraćaja na našim glavnim saobraćajnicama, a tome posebno ide u prilog vrlo intenzivna izgradnja komunikacionih puteva i pravaca, bilo autostrada, bilo savremenih puteva u cijeloj našoj zemlji. Mislim da će biti ipak, obzirom na monetarnu situaciju u Italiji i na konstantni pad vrijednosti lire, vrlo teško postići slične rezultate ili prebaciti rezultate ovogodišnje iz Italije u 1974. godini. Međutim, nije isključeno da će naš stav prema tom tržištu biti u tome determinantan, a naročito će značajnu ulogu igrati kretanje cijena goriva koje je za Italijane vrlo bitno jer su to u 90% slučajeva individualni turisti koji putuju vlastitim prevoznim sredstvima i na prilično velike udaljenosti. Socijalistička Republika Makedonija nije do sada postigla iz Italije one uspjehe koje bi mogla postići i koji bi bili u skladu sa kretanjem i ulogom talijanskih turista na jugoslavenski turizam općenito, te smatramo da turističke organizacije i privreda Crne Gore uz pomoć predstavnika i Turističkog saveza Jugoslavije treba da učine više da se taj promet poveća i dostigne one nivoe koji su mogući. Mislim da uz kapacitete vrlo kvalitetne koji su izgrađeni ne samo u Skopju nego i drugim turističkim centrima Makedonije i uz magistralne putove koji su izgrađeni ili koji se dovršavaju, uz njene prirodne ljepote, uz kulturno bogatstvo koje je potpuno različito od kulturnog bogatstva istog perioda historije u Italiji i u mediteranskim zemljama Europe, učinit će da vaša republika bude još atraktivnija. Međutim, bitno je da mi omogućimo tim turistima da sve te ljepote i sve te pogodnosti koje Republika Makedonija pruža bolje upoznamo i da na neki način pravce kretanja talijanskih turista kroz Jugoslaviju ili prema određenim područjima Jugoslavije skrenemo i u vašu republiku. I ja sam u tome optimista, a vjerujem da će nam drugovi iz Republike i privredne organizacije u tome pružiti svu pomoć, jer ponavljam, naše šanse na talijanskom tržištu su mnogo veće u kontinentalnim dijelovima zemlje, bilo to za stacionirani turizam, bilo za tranzitni, a nije dovoljan samo hotelski kapacitet, već potrebna je određena komplementarna ponuda, bilo ona bila rekreativna, bilo ona bila kulturnog karaktera, ali ponavljam, nije dovoljan samo dobar smještaj kojega vi sada također imate uz sve one prirodne i tehničke mogućnosti koje ova republika pruža. Već nekoliko godina uzastopce Jugoslavija povećava svoje učešće u turističkom prometu iz Velike Britanije. Iako se to adekvatno ne odnosi na sva područja Jugoslavije, međutim i Makedonija vjerujem da je povećala svoj promet iz Velike Britanije u zadnje 2-3 godine. Kao što znate, koncentracija prometa je na more, ali kontinentalni deo Jugoslavije postaje sve popularniji u Velikoj Britaniji. Mi smo za 1974. godinu plasirali nešto malo veću našu jugoslovensku ponudu, posebno u paket aranžmane velikih britanskih turoperatora. To je značajno zbog toga što se i